Освојувањето на одлучувачката држава Висконсин може да го однесе демократскиот или републиканскиот претседателски кандидат во Белата куќа. И во 2016 и во 2020 година државата беше освоена со помалку од 1% поен од гласовите. Додека повеќето окрузи во Висконсин се поконзервативни, Дейн, вториот поголемина округ во државата и дом на Универзитетот на Висконсин, е либерално упориште. Демократската претседателска кандидатка Камала Харис се очекува да победи овде, но важен е бројот на гласови што таа ќе ги добие. Ако може да се освои округот Дейн со голем одзив на гласачи, маргината на победа ќе биде толку голема што може да биде доволна и да ја однесе преку целта. Конзервативното присуство во оваа брзо растечка област може да биде важно за кампањата на поранешниот претседател Доналд Трамп, вели Вагнер. Разликата во оваа држава ќе дојде од 20 до 40 илјади гласови. Ако тој може да потикне уште една, 2 или 3 илјади луѓе да гласаат овде, тоа може да биде доволно за да ја надомести некоја од загубите што ги има во предградијата. Демократската партија во округот игра на картата дека гласачите не сакаат да одат, цитирам насад. Заштитата на демократијата е навистина важно прашање и пристапот до репродуктивната здравствена заштита. Републиканските пораки се фокусираат на економијата. Изборот е меѓу Доналд Трамп, кој беше докажан економски успех како претседател, и Камала Харис, која со Џо Бајден е докажан неуспех. Демократите ја оспоруваат таа проценка. Во меѓувреме, повеќето гласачи во Дейн веројатно одлучиле за кого ќе гласаат, велат истражувачите. Во државата само 4% од гласачите остануваат на вистина неопределени според анкетата на Универзитетот Маркет. Некои од нив се неопределени затоа што на вистина не обрнуваат внимание на политиката и сметаат дека таа е фрустрирачка. Со толку тесна трка, партиите ќе продолжат да им се додворуваат на неопределените гласачи во округот Дейн и пошироко, со надеж дека нивните гласови ќе направат разлика во трката во ова сојузна држава, а можеби и во претседателската.